Помина точно една година, откако на власт во Берово се градоначалникот Звонко Пекевски и неговата партија СДС. Денес на официјалната веб страна на општината имавме можност да го прочитаме и ке отчетот и ке градоначалникот. По прочитаното и споредбата во реалноста, навистина е тешко да се каже некој збор за човек и партија, кои освен тоа што имаат добиено функцијата од граѓаните, немаат апсолутно ништо направено изминатата година за истите тие граѓани. За жал, реалноста е многу сурова по ке градоначалникот и граѓаните. Наместо тоа, зашто е избран, Пекевски своето време го поминува во целост нелегала, веројатно затворен во некоја канцеларија или во својот дом, за обичниот граѓанин да не може да го види, да го поздрави, да го праша докаде е со исполнувањето на ветените работи, ветените проекти и да биде прегрнат, потапкан од градоначалникот, срдечно и братски, по рамото, онака како што го правеше тоа пред изборите. Кога Пекевски даде отчет во првите 100 дена власт, исто и во овој годишен отчет, се пофали со проекти изработени и скоро во целост реализирани од претходниот градоначалник и администрацијата тогаш, а и сега по големиот дел најбезобразно си ги препиша за свој успех. За среќа, жителите на општина Берово многу добро паметат кој и што направил во свое време. Наместо да си ја врши работата за која е избран и да го олеснува животот на обичните граѓани, Пекевски и неговата СДС во изминатиот година сторија се да си го олеснат единствено собствениот начин на живење и секако да си ги вработат членовите од семејствата и пријателите. Па така, првата реформа беше преместување на својата сопруга од Струмица на работно место во Берово, и тоа на местото на бремена жена, за што впрочем известија и сите медиуми во државата. Поранешен градоначалник и пратеник на СДС беше унапреден на повисоко работно место, иако истиот исполнува услови за старосна пензија. Не ги забораваме и поранешните председатели на општинската организација, кандидатите за градоначалници, нивните сопруги и деца, сите без исклучок припадници на познатите СДСовски фамилии од Берово. Па по правило, најпрво нив ги сместија на добри работни места со високи примања, иако се и онака добро ситуирани. Вашите обични членови, вашите активисти, заслужни за место на кое се наоѓате, ве бараат насекаде да ви се пожелат, да побараат помош, меѓутоа, за нив вратите се затворени, затоа што тие не се членови на фамилиите кои во изминатите децении го урнисаа Берово и селските населби. Кога сме веќе кај нив, да ве подсетиме дека, освен градот Берово, во склоп на општината имате и неколку села и дека треба и за нив да се грижите и да помогнете во нивниот развој, а не само да ја споменете таквата потреба во својот отчет и да раскажувате шарени бајки за тоа што ќе направите во иднина. Во програмата, во која сте избран да ја реализирате, ветувате проекти, а најголем реализиран проект изминатата година ви беше свеченото пуштање во употреба на 4 канти за ситно ѓубре и 1 контењер, кои патем ви беа донирани. За овој проект, кој дури и медиумски го промовиравте, ни се смееше цела Македонија, а во меѓувреме Берово се дави во ѓубре и никогаш не било толку нечисто. Кучињата скитници, буквално, го имаат окупирано градот, особено центарот, и само прашање на време е кога ќе дојде до некоја трагедија, а ветувавте решавање на овој голем проблем. Спортот во општината буквално расцвета како пупка, што би рекол вашиот лидер. Откако сте вие на власт, еве и малеш кај и да е ќе згасне, а за развојот на нови спортови кои ги најавувавте, може да сонуваме особено поранешните и актуелните спортисти кои ве поддржуваа. Во делот на културните збиднувања, освен повремените изложби во еден хотелски комплекс на ваш активист, наместо во соодветно место за тоа, за да можат да ги видат и обичните смртници, не направивте буквално ништо.
односно и она што веќе беше дури и меѓународно финансирано и афирмирано го спуштивте на најниски гранки. Од отчетот разбравме дека на истиот тој приватен комплекс и ќе му менувате цевки за вода, веројатно за оние што ќе одат на тие изложби да имаат питка и квалитетна вода за пиење. На Етнофестот имињата како Здравко Чолич, Северина, Есма, Танец ги заменивте со анонимци за кои подоцна при одржувањето на познатиот ваш Натофест низ државата се дозна дека се ваши поддржувачи и активисти кои веројатно поради својата голема популарност, доколку не бидат на ваков начин ангажирани, не можат да си најдат соодветен ангажман. Вредно е да им се напомена на граѓаните дека бината која беше поставена на настапот на овие звезди годинава ја чинеше општината многу повеќе отколку изминатите години, а за сметка на тоа беше стопирана втората фаза од изградбата на старечкиот дом, со кој толку многу се фалите дури и во отчетот. Се надеваме дека еден ден некои независни институции во државата ќе ја испитаат и оваа и други сомнителни сделки и незаконитости во вашето работење, за кои имаме сознанија и соодветна документација, наместо како сега да се занимаваат со бесмислени кривични пријави, дисциплински казни, преместување во други градови на сегашни и поранешни функционери и членови на ВМРО ДПМН. Граѓаните и вашите обични сопартици и активисти пред неколку дена на незаконски организираниот референдум ви кажаа што мислат за вашето и за вашата партија. Работење и практикување на власт. За неработењето, неспособноста, непотизамот и корупцијата ве опоменавме и преобележувањето на 100 дена од вашата власт. Затоа и покрај сите притисоци, закани, подмитнувања, лажни ветувања и што ли уште не, имавте дури 1/3 помалку гласови отколку што добивте на изборите минатата година, вие и вашата партија. Како и на 100 дена и денес, после една цела година, ти напоменуваме дека времето за жалење и кукање одамна ти помина. Господине Пекевски, никој со сила не те тераше да бидеш градоначалник. Уште повеќе што за сите проблеми и состојби во општината, кои повторно ги споменуваш во отчетот, како службеник кој е таму вработен од одамна, знаеше многу повеќе од нас обичните граѓани. Ти не си избран за да се криеш од граѓаните, да се жалиш за затекнатата состојба, за која патем, како што добро знаеш, највиновни се твоите сопартици, поранешни и сегашни, многу блиски твои соработници, туку да работиш и да го оствариш она за што ветуваше пред Беровци. Затоа, засукај ги ракавите и фати се за работа, ама сериозна, а не само да не ги замачкуваш очите со што ќе направиме и што ќе направивте и направивме она и само заради остварување на лични и партиски интереси. Оти времето брго ти поминува, а тркалото немилосрдно и забрзано се врати. ВМРО ДПМН продолжува да го следи секој твој чекор во работењето и за се навремено ќе ги информира граѓаните на општината, а кога ќе дојде време, за сето тоа ќе направи ревизија и ќе инициира соодветни постапки.